Добровечер, прилепи прилепчани, добровечер Македонијо, добровечер диаспоро. Се наоѓаме во градот Херој, градот на Ченто и многу други херои и правоборци. Град кој даде многу жртви за слободата на Македонија. Но за жал Македонија моментално не е слободна. Македонија е окупирана од криминалци. Македонија е окупирана од терористи. Терористи владеат со Македонија. Терористи го држат собранието, терористи ја држат владата и сите институции, правосудниот систем, обвинителството и се останато во Македонија што представува власт. Зошто се терористи? Затоа што лажат, крадат, убиваат. Владеат со терор. Владеат со страв, заплашување, уцени. Терор, односно стравот, е влезен во коските на сите граѓани на Македонија. Зборувам во името на македонскиот народ и на сите останати граѓани од Македонија, без разлика на вера, идеологија, пол, возраст. Локомотивата демократи со композицијата Фронт за спас на Македонија ги повикува сите политички партии и издруженија кои досега не биле во власта, не ги окрвавиле рацете за овие 32 години. Време е да го срушиме овој криминален, ненароден систем и да воведеме народна власт, бидејќи Македонија има потенцијал да владее преку народот, да владее во една праведна, функционална и конструктивна држава. Ние се наоѓаме пред историска одлука, во која се повикани сите граѓани на Македонија. Работници, земјоделци, занаетчии, здравствени лица и пациенти, свештеници и верници, полицајци и затвореници, научници, интелектуалци, млади и стари, пензионери и невработени. Сите да дојдите во овој фронт една за секогаш и што побрзо да ја рушиме оваа криминална власт, која ги користи триковите на нашите протести и на нашите трибини, во кои зборувавме на големо за криминалот. Веќе влегуваме во 8 месец и не престануваме. Траекторијата на демократи ќе оди до крај. Фронтот за спас на Македонија ги повикува сите лојални и честни граѓани, праведни, добри, еснафи, да се приклучат во оваа композиција, која што на крај ќе заврши со успех и со победа. Моменталната власт, а власт ги рачунам и СДС, и ДУИ, и ДПМН. Значи СДС и ДУИ на глобален план владеат со Македонија преку парламентот, а ДПМН владее на локален план, каде што има градоначалници и советници кои се власт во локалната самоуправа. Моментално прават трик со кој сакат да ги залажат граѓаните за потеклото на имотот, но тоа е лага. Тие сакат да го имитираат концептот на јавната обвинителка од Романија за да расчистат со криминалот. Но нема да расчистат со криминалот. Ке влезат во поголема дубиоза, ке влезат во многу поголем криминал, за кој криминал ќе се зборува насекаде во Европа и во светот. Ние имаме криминална приватизација, имаме фалсификувани избори, имаме фалсификуван попис и ова не може да трае до бескрај. СДС и ДПМН, односно партијата за македонско национално наединство, владеат по 15 години, а ДУИ е континуирано во власта. ДУИ владее 22 години. ДУИ фактички Македонија ја третира како приватна фирма. Се она што беше во владение на Орце Камчев и Сашо Мијалков, сега ќе го земе ДУИ. Ние остана да се бориме за нашите човекови права, за нашето право на правда, за нашето право на вистина, на слобода и на живот. Народот секојдневно умира по неколку пати на ден. Тоа е стравично, ова го нема никаде. Најновите податоци зборуваат дека во Македонија е најголема смртност од загадување на воздухот. Внесуваат еколошки штетен отпад и го горат. До кога народе ние вака ќе трпиме? До кога граѓани на Македонија ќе седите и ќе викате не е можно да се сруши овој систем? Секој човек во текот на својот живот има одредена мисија и служба
значи тој не е створен случајно. И науката кажува дека процесот на создавање на човечкото тело е многу сложен. Не само вие, македонци и граѓани на Македонија, што имате многу важна улога во политичкото уредување на Македонија, туку и секој граѓанин и жител на земјата има обврска правилно и праведно да владее со земјата, бидејќи Бог му ја додели земјата на човекот. И Бог бара одговорност од секој човек, така и ние ќе бараме одговорност од секој македонец. Секој кој не учествува во борбата за правда и вистина, соучесник е со злото, значи соучесник е со двете партии СДС и ДУИ на власт и соучесник е со партијата ДПМН која е власт на локално ниво. Сите овие три партии се едно троглаво чудовиште и една ламја која ја голта Македонија. 95% од населението во Македонија, вклучително и членовите на партиите, односно штаботомите, размислуваат како нас. Меѓутоа немат храброст да се спротивстават, бидејќи ќе имаат репрекусии. Тие репрекусии ќе се одразат на нивното вработување, на нивните деца. Сега во оваа прилика ги повикувам младите политички да станат активни, бидејќи се индиферентни и незаинтересирани за политичкиот систем во Македонија. Така се воспитани од своите родители, бидејќи им вика, ќути ти, немој да се мешаш. А кој ќе води оваа држава? Криминалците треба да ја оставиме на криминалниот систем, на оние кои се убиваат по улиците, на оние кои министерот за внатрешни работи им дозволува да прават што сакат, да им се печатат пасоши на тешки криминалци, светски и балкански криминалци. До кога ова ќе го трпиме? Сите вие сте одговорни. Сите вие сте во мозаикот кој се нарекува одговорност на Република Македонија, без разлика дали сте етнички македонци или по друга некоја етничка припадност. Ние како демократи се залагаме за отворени листи, една изборна единица низ Македонија, контрола на гласачкиот систем, без бугарски возови, односно заокружено ливче, претходно дадено на оние кои се вработени преку политичка партија и уфрлање во гласачката кутија, а враќање на бланко ливче од гласачкото место. Ние бараме еднаква застапеност во медиумите, бараме еднакво финансирање во текот на изборниот процес, да има камери за да може да се контролира гласањето. Не смееме да дозволиме понатаму фалсификувани избори, бидејќи ќе бараат да ни се смени и име, ќе ни се смени идентитет, како што ни се смена знамето, не ќе можеме да донесеме нов грб, а сето ова го правеа со 6 изборни единици, за да речат нема ефикасност доколку има мали политички партии во парламентот. Повеќе поголеми политички партии ќе донесат многу брзо ефективно закони. Меѓутоа испадна дека не е така. Ние не сакаме да зборуваме за бугарската уцена, бидејќи бугарите не се тоа што зборува за Македонија. Не се тие оние кои имаат примат, дека тие се примарни, ние сме секундарни. Ние имаме долга историја, ние сме духовна империја, писменоста потекнува од Македонија. И Путин се заблагодари на поранешниот председател дека писменоста дојде од Македонија. А папата рече дека христијанството во Европа се ширеше од Македонија, преку македонката Лидија. И првите цркви беа во Македонија. Охридската архиепископија, порано патриаршија, имаше огромна дијацеза низ Балканот и во Јужна Италија. Беше меѓу првите 4 главни цркви во христијанството. И не може Бугарија нас да не оценува. Насекаде во светот постојат документи, карти и артефакти за Македонија. Ние не сме народ без идентитет. Ние не сме народ кој го добива името македонци заради тоа што живее на територија Македонија. Ние имаме свој идентитет. Македонија на санскритски јазик значи мајката на светот. Македонија е учителка на светот, бидејќи ја даде писменоста на словенските народи. И го воведе фонетското писмо, кое е најсовршено писмо. Не е ни сликовито, не е ни писмо советски. Македонија е црквата на светот. Преку Македонија
се евангелизира не само словенските народи, Кирил и Методи во нивната мисија во Јужна Моравија, до Русија, натаму кај хазарите, туку учениците на Кирил и Методи, Климен, Наум, Гораст, Ангелари и Сава, го проширија христијанството во Шпанија, во Норвешка, во Шведска, во Швајцарија. Значи цела Европа се христијанизира преку Македонија. И не може тоа да ни го зема. Да кажем нешто и за земјоделието. Македонија е земјоделска држава. Земјоделието и сточарството треба да бидат столбот на оваа држава. Оваа држава може да храни народ колку што живее на Балканот. Тоа го кажуваат стручњаци. Македонија има огромни ресурси. Ќе кажеме на споредба со Израел. Израел по територија е слична, блиска, односно колку Македонија. Меѓутоа, Израел има и пустина, пустината Негев. Тие го измислија системот капка по капка, за да можат во пустината да ја облагородуваат земјата, почвата и да засадуваат, односно да се земаат дел од пустината за земјоделие. Ретко некој да слушнал дека Израел е земјоделска држава. Израел извезува земјоделски производи во Африка. Некој ќе рече дека Холандија е најголем производител на цвеќина во светот. Не. Израел е најголем производител на цвеќина во светот. Значи, едни израелци со помали услови, без вода, без почва, колку нашата по територија, се светски производители, а ние за страми брука увезуваме земјоделски производи. До каде оди ова? Значи, ова е еден од условите кога демократи ќе бидат власт да го променат. Значи, да им се обезбеди на земјоделците услови со загарантирана цена на производите, бидејќи секој влегува со одредена цена во производството на некој аграрен производ. Значи, тука треба нафта за тракторите, треба набавување семе, ѓубриво за производот. Така да, секој земјоделец треба да прерачуна колку вложил и на крај треба да извади некој ќар профит. Државата е тука да им го откупи сето она што ќе го произведат. Не земјоделците да барат купци. Тоа е функцијата на државата. Но за жал, криминалните власти на СДС, ДУИ и ДПМН тоа го занемариле. Ако ја земиме медицината во предвид, ние сме на последно ниво во светот, по медицински услуги. Онкологија, она што го прави, се случува во сите дисциплини на медицината. Ние како држава не превземаме одговорност. Еве и сега таа комисија собраниска што заседава во врска со онкологија, нема да посочи кој е кривецот, а кривецот се знае кој е. Се заташкуваат сите тие работи. Сите се поврзани во судство, во обвинителство, поврзани се со здравството, преку министерства, преку разни агенции. И на крај нема да има никој обвинет. Пациентите само останаа жртви на ова. Јас ги повикувам и младите да се заангажират околу нивната иднина на животот, оние кои се во диаспората да размислуваат да се вратат, за да можеме да ги помедиме криминалните партии. Значи, ние се наоѓаме во таква ситуација во која мораме да расчистиме со се. Образованието исто така е една слаба алка во синџирот на функционалноста на државата. Во образованието има многу големи пропусти и како интелектуалци, професорите и учителите не се организирани и заангажирани да работат со нас, бидејќи се уценети партиски, преку партиите кои ги вработија и имат страв да не бидат избркани. До кога народе ќе го трпите овој страв? До кога вака? Тие да можат и дома да дојдат да ве убијат. Но Македонија има потенцијал. Би сакал да зборувам за овој систем, но понатаму друг пат ќе ги потекнеме овие прашања за системот на криминалот, на СДС, ДУИ и ДПМН, кој е страшно проширен во сите институции. Имаме агенции во кои има директори
Тие директори имаат своји возачи, имаат возила, а тие агенции не се практично корисни на државата. Тоа е дел кој се зема од буџетот и на штета на пензионерите. 100.000 пензионери живеат со пензии под 13.000 денари. 100.000 живеат некаде под 20.000 денари. И Министерката за труд и социјална политика ќе речи дека нема финанси, нема пари во буџетот, кога сите овие работи ќе се стават на маса и кога ќе се расчисти со бирократскиот апарат, со администрацијата која е превработена и запослена по принцип на непотизам преку партиски запослувања, тогаш ќе има за сите. Затоа ве повикувам, сите вие, политички партии и здруженија, кои не сте биле во власта, да дојдете да се приклучите. Бидејќи одговорноста е на вас, бидејќи вие зборувате дека сте патриоти, дека сте борци против криминалот, против неправдата, но кога не доаѓате да се окрупниме, тогаш и вие сте соучесници со трите партии СДС, ДУИ и ДПМН. Немојте ова да го заборавите. Мораме да ги срушиме. СДС, ДУИ и ДПМН не треба повеќе да постојат. Тие се на завршницата на нивниот пат. Тие тонат во бездна. Но не дозволувајте и народот на Македонија да тони во бездна. Бидете со нас, дојдете, суетноста надминете ја. Немојте да дозволите да ве подкупуваат. Некни на медиуми, на социјалните мрежи слушнав дека еден пратеник од една помала политичка партија бил подкупуван со сума од 500.000 евра. Што се зани 500.000 евра? Тие и 2 милиони ќе дадат да подкупат некој. Но има луѓе кои не се подкупливи во Македонија и ние ги бараме тие луѓе да дојдат да се приклучат. Ова нема да застани, ова ќе оди до крај, до конечна победа.